Добро вечер. Централен дневник на К1 телевизија. Еве ги настаните кои го одбележаа денешниот ден. Пуштена во употреба софистицирана опрема за автоматско хлорирање на водата во фабриката за преработка на вода. Ставрески на трибина во Росоман и Неготино. Во дворот на касарната Алексо Демниевски Бауман ќе се гради мултифункционален деловно стамбен објект. Во дворот на касарната Алексо Демниевски Бауман започнаа подготовките за изградба на првиот мултифункционален деловно стамбен комплекс Вел Сити. Објектот ќе биде поделен во две целини: деловен простор и простор за домување, и истиот ќе располага со простор за паркирање поделен на две нивоа. Во дворот на касарната Алексо Демниевски Бауман во тек се подготовки за отпочнување на градба на првиот мултифункционален деловно стамбен комплекс во Велес. Градежните работници ја поставуваат сигурносната ограда, а на плацот може да се забележи градежна механизација. Пред 5 месеци, кога за прв пат се промовира проектот Вел Сити, инвеститорот Еско Адиловиќ во изјава за К1 телевизија рече дека добрите услови за водење на бизнис во Македонија биле пресудни, стекнатиот капитал во Австрија да го инвестира во родниот Велес. Се создадени сите услови да може да се инвестира една ваков тип на инвестиција и дека сите показатели што се случува во последните години во Република Македонија нам ни дава за право да размислуваме и да делуваме на еден ваков тип на проект. Вел Сити е поделен во две целини: деловен простор од околу 6900 метри квадратни и 6400 метри квадратни простор за домување. Она што за идните сопственици, но и за посетителите е значајно се обезбедените 6000 квадратни метри простор за паркирање, поделен на две нивоа. И во внатрешноста и однадвор, целиот објект ќе изобилува со зелен простор, открива инвеститорот. Пуштена е во употреба новата опрема за автоматско хлорирање на водата во фабриката за преработка на вода при јавното комунално предпријатие Дервен. За реализирање на овој проект, комуналното предпријатие Дервен од сопствени средства одвои 60.000 евра. Освен во градот, мрежата за снабдување со квалитетна вода се проширува и во неколку населени места. Пуштена е во употреба новата софистицирана опрема за автоматско хлорирање на водата во фабриката за преработка на вода при ЈКП Дервен. За реализирање на овој проект, Дервен од сопствени средства одвои 60.000 евра. Новата станица за хлорирање на водата е модерна и софистицирана, која во следните 30 години ќе биде во функција, вели директорот на ЈКП Дервен Фиден Чоцековски. И до сега имавме ние хлорирање на водата, ама фабриката за вода е направена 90-те години, така да веќе беше тоа и стара технологија и при крај, и се решивме со сопствени средства, негде околу 60.000 евра, да инвестираме за да се добие чиста квалитетна вода за пиење. Јавното комунално предпријатие Дервен ги следи најновите стандарди за безбедност во снабдувањето со вода, истакна градоначалникот на општина Велес Славчо Чадиев, кој изврши увид во фабриката за преработка на вода. Освен во градот, мрежата за снабдување со квалитетна вода се проширува во неколку населени места. Во овој момент се снабдуваат Оризари, Превалец, Парцуланка на селбата. Главната линија е пуштена и до езерото Младо, значи за сателитската насоба на мотелите. Секундарната линија се работи сега, може сами да видите таму дека има ископ. Ние во текот на овие 2 дена почнуваме и со уште една линија, значи на селбата Трпезица до Рутовец, Челошево. Општината го чека документот за одобрување за отпочнување на поставување на цевковод за населеното место Отовица. Локалните власти изготвија проект и за населените места Раштани и Бузалково, со кој ќе се аплицира до меѓународните институции. За реализација на истиот се потребни околу 250.000 евра.
Граѓаните, како и секогаш, се попаметни од политичарите. Знаат кој ја штити државата, а кој ја напаѓа, кој ги штити интересите на граѓаните, а кој ги загрозува. И сигурно ќе го направат вистинскиот избор за тоа кој да ја води Република Македонија. Изјави на вчерашната трибина во Росоман на вице-премиерот Зоран Ставрески. Трибина на Македонија и треба твојата идеја беше одржана вчера во општина Росоман, предводена од вице-премиерот Зоран Ставрески и високи представници на ВМРО-ДПМНЕ. Ставрески пред присутните зборуваше за мерките и проектите кои се превземаат со цел подобрување на животот на граѓаните, само за граѓаните да живеат поубаво. Токму тој стил на работа не прави различни од нашите политички опоненти. Ке даваме помош за да можат земјоделците да си купат опрема. Ке даваме помош за винариите, ке даваме субвенции за лозарството. Ке зголемуваме плати за полицијата, за вработените во јавниот сектор. Ке градиме водоводи, канализации, еден од најважните проекти што го реализиравме во Росоман. Резерварот за вода со кој што се обезбеди чиста вода за Росоман и за сите населени места во околината. Ке реновираме училишта, како што направивме со неколку училишта тука. Ке изградиме заедно со општината, се разбира, не се сите овие проекти само на централно ниво, меѓутоа како политичка партија ние ја презентираме ВМРО-ДПМН и на централно и на локално ниво. Ставрески се осврна уште на некои проекти кои се значајни за наредниот период, а особено за младите, како што е проектот Купи куќа за млади, кој ќе овозможи во наредниот период сите млади луѓе кои имаат 35 години да дојдат до сопствен дом. Пред присутните се обрати и градоначалникот на општина Росоман Стојан Челазов, кој рече дека и во наредниот период, како и досега, ќе бидат фокусирани за решавање на сите проблеми со цел подобро живење. Можам само во овој контекст да кажам дека општина Росоман и ова година продолжува со изградба на тротоарите во Росоман, значи освен ова улицата Гоце Делчев, ќе продолжиме со изградбата на Маршал Тито, односно од кај што застана ланската година до крајот на Росоман према Прилеп и краците на улицата Илинденска до излезот на Росоман према Крушевица и кракот до основното училиште, односно тука на Пере Тошев. Тоа е вредност преку Бирото за рурален развој, преку Вардарскиот плански регион од 5 милиони денари, пари кои што навистина многу ни значат. На крајот многобројните присутни имаа можност да земат активно учество во трибината со своји идеи, ставови, предлози, проблеми и сугестии. Поминавме на тешка година во која за жал политичката криза се надвисна над економијата и целокупниот живот, изјави вице-премиерот Зоран Ставрески вчера вечер на трибината во Неготино. Тој нагласи дека средбите со граѓаните се нивна вообичаена работа, која не ја прават само пред избори. Граѓаните не бираат политичари кои ќе се занимаваат сами со себе и кои ќе наметнуваат и предизвикуваат вештачки кризи, кои ќе ја загрозуваат безбедноста на државата како што тоа се случи минатата година, да ја загрозуваат стабилноста на државата, на економијата, да го загрозуваат мирот на луѓето и да го нарушуваат нивниот спокој, а сето тоа СДСМ го направи минатата година, рече вице-премиерот Зоран Ставрески на вчерашната трибина во Неготино. И тоа не е случајен избор на СДСМ, не го прават тоа случајно, го прават едноставно затоа што немаат програма, немаат проекти, немаат позитивни работи што би им ги понудиле на граѓаните. СДСМ има само единствен проект. Тој проект се вика вештачко предизвикување на кризни ситуации. Наспроти тоа, ВМРО-ДПМН има илјадници проекти кои што се вклучени во нашата програма и кои што подразбираат решавање на животни проблеми на граѓаните. Ставрески подсети на сите проекти кои беа реализирани во изминатиот период во најразлични сфери од животот и за различни категории на граѓани, намалени даноци, нови инвестиции, вработувања, зголемени пензии и така натаму. Покрај Ставрески пред присутните се обрати и председателот на Унијата на млади сили Владимир Ниловски, кој рече дека во изминативе 2 месеци се најавени 20 проекти, од кои директен бенефит имаат различни категории на млади луѓе. Ова беа само дел од проектите кои што се најавени од ВМРО-ДПМН, нема да заставиме тука. До април месец ќе има уште нови проекти за младите луѓе, се со цел да се подобри животот на секој млад човек во Македонија, без разлика дали е од Неготино, Росоман, Битола, Скопје. За сите млади би ве повикал
да отидете на страната Македонија за младите.мк, на кој што ќе има конкретни податоци за сите досега најавени проекти, но и за оние кои што ќе ги најавиме во иднина, и се разбира да ги видите проектите кои што ќе бидат основата на огромната победа на ВМРО-ДПМН на изборите во април. Помеѓу позначајните ги наброја проектите Инвестирај во својата иднина, 150 игралишта за баскет, вработување на 100 најдобри студенти, средношколска среда, млади амбасадори и други. Со низа активности општина Неготино го чествува Свети Трифун. Централниот настан е во недела со почеток од 12 часот, каде ќе се означи почетокот на чествувањето на верскиот празник. На плоштадот ќе има штандови и храна за сите посетители, а собраните средства ќе бидат наменети во хуманитарни цели. Во рамки на манифестацијата Недела на виното, општина Неготино со низа настани го одбележува празникот на винарите и лозарите Свети Трифун. Денеска се одржа стручно советување на лозарите и надпревар во вино и ракија на индивидуалните производители од Неготино. Веќе утре, меѓу другите, ќе се случи и дегустација на вино и ракија, каде ќе се одберат најдобрите винарски визби од земјава и странство. Потоа е денот на Вранецот од 12 до 14 часот во манастирот Свети Ѓорѓи, ќе се организира винска тура за сите посетители кои што се гости на општина Неготино, а вечерта во музејот на град Неготино ќе биде одржана традиционалната изложба на копаничари од општина Неготино. Во недела дефиле по улиците во Неготино на 4 културно-уметнички друштва ќе го означи почетокот на чествувањето на верскиот празник Свети Трифун. Официјалниот дел од програмата ќе започне на Пладне на градскиот плоштад. Свештени лица од Македонската православна црква, Свети Атанасиј од Неготино ќе ја осветат виновата лоза, а веднаш потоа градоначалникот и потенцијалниот гостин на настанот ќе го извршат свечениот чин на символично закријување на виновата лоза. Веднаш потоа ќе бидат доделени и наградите за најдобрите вина и раки кои што ќе бидат оценувани од страна на стручна комисија составена од енолози од Сдруженијето на енолози на Република Македонија, и веднаш потоа следува културно-забавна програма, се надеваме за сите вкусови и за сите генерации. На плоштадот ќе има штандови со храна и вино за сите посетители. Оваа година собраните средства ќе бидат наменети во хуманитарни цели. Општина Неготино во договор со сите оние кои што се вклучени во организацијата на настанот ќе одлучат каде ќе се донираат тие средства, за која целна група, односно сите средства кои што ќе бидат собрани ќе бидат наменети за онаму каде што тоа е најпотребно. Неготинци традиционално со голема прослава го чествуваат Свети Трифун, заштитникот на виното и лозата, бидејќи едно од најважните стопански гранки во оваа општина е токму лозарството. По 20 пат во Велес жените имаа можност да ги представат своите кулинарски способности. На манифестацијата беа прогласени и најуспешните велешанки од областа на бизнисот, образованието и хуманитарноста. 25 години во Македонија, 20 во Велес. Вештите жени ги представуваат своите кулинарски способности на манифестацијата Вешта жена. Организаторите задоволни од годинашниот успех. Велат од година во година бројот на млади учеснички се повеќе се зголемува. Значи целта на нас е да ги охрабруваме жените, да ги стимулираме за да го покажат се она што знаат и умеат во сладкарството и кулинарството. Организацијата на манифестацијата, како и организацијата на жени, годинава со признание за најуспешните велешанки. Најуспешна жена во бизнисот е прогласена дизајнерката Марта Мирова, собственик на бутиците 4 сезони. Со самото ова признание има признание и мојата работа, која што веќе нели со години е успешна во градов. Мило ми е дека конечно нели ја препозна, па и овака јавно нели може да се каже како успешен бизнис. Титулата најуспешна жена во образованието и припадна на директорката на Основното општинско училиште Васил Главинов, Лилијана Николова. Ова е една голема сатисфакција, сепак е нешто вредно ова што го направиле.
Јас, мој падна изборот на мене во делот на образованието. Јас работам таму 30 години. Сум се вложила доста, меѓутоа сепак не би рекла дека тоа е моја само заслуга самостојна, затоа што оваа заслуга е повеќето тимот што работи со мене. Признание доби и Васка Ѓоргиева, жената која пред 20 години првпат во Велес ја организирала манифестацијата Вешта жена. Дваесет и шест дела на графички дизајнери од различни генерации представени во ликовниот салон во Велес. Координатор на проектот е Центарот за култура Трајко Прокопиев од Куманово, а оваа биенална изложба на графика беше изложена во Куманово и Кавадарци, а ќе биде представена и во Кочани и Кратово. Овде имате повеќе графички техники, акватинта, месотинта, сува игла, линорез, значи повеќе техники се застапени. Изложбата не е тематски организирана, туку е по слободен избор на самите автори. Инаку, како што реков претходно на отворањето, значи се работи за една биенална изложба која функционира од 2003 година па наваму. Вчера вечер во просториите на музеј на вино во Демир Капија се одржа поетско читање, каде присуствуваа реномирани поети од Македонија. Ова дружење со поетите е дел од активностите произлезени од потпишаниот меморандум за соработка помеѓу Струшките вечери на поезијата и музеј на вино Демир Капија. За овој настан Струшките вечери на поезијата изготвија печатено букле со наслов Вино и поезија. Вчера вечер во просториите на музеј на вино во Демир Капија се одржа поетско читање со реномирани поети од Република Македонија. Ова дружење со поетите е дел од активностите произлезени од потпишаниот меморандум за соработка помеѓу Струшките вечери на поезијата и музеј на вино Демир Капија. За овој настан Струшките вечери на поезијата изготвија печатено букле со наслов Вино и поезија. Гости на вечерта беа и поетесите од поетското здружение Тиквешки цветови од Кавадарци, кои се представија со своите творби. Како поетски континуитет имаше и представување на најмлад поет од Демир Капија, Христијан Захарчев. Ова талентирано момче со своите 9 години се представи со поезија за Свети Трифун. Во рамките на оваа вечер во музеј на виното Демир Капија, градоначалникот на општина Демир Капија господин Драјче Димитриев ја откри бистата на Апостол Павле, скулптурско дело на кавадаречкиот скулптор Кире Мукаетов. По повод Свети Валентин, денот на вјубените, учениците од Средното економско училиште организираа манифестација под мотото Љубов, гордост, предрасуди. Како дел од манифестацијата е и литературниот конкурс, каде учествуваа ученици од 9-то одделение од сите основни училишта. Љубов, гордост, предрасуди е мотото на годинешната манифестација која учениците од Средното економско училиште во Велес ја организираа по повод Свети Валентин. Како дел од манифестацијата е и литературниот конкурс, каде учествуваат ученици од 9-то одделение од сите основни училишта. Настанот е повеќе димензионален, бидејќи започнува првен со објавување на литературен конкурс на македонски јазик и на сите странски јазици на тема Љубов, гордост и предрасуди. Понатаму организираме културно-уметничка програма, мала закуска и топла напивка. Многу сме задоволни од одзивот што го имавме оваа година, бидејќи на конкурсот беа вклучени сите основни училишта од градот, поконкретно 9 одделенците. Негувајте ја љубовта, бидејќи таа е секаде околу нас, дадена ни е со животот и исконски всадена, без разлика во каква форма се наоѓа, порача Јованова. Потикнати и водени од љубовта, веќе трета година поред, оваа манифестација има посебно значење за учениците, но и за професорите. Љубовта како основен двигател не поттикна пред 3 години да се одлучиме и за денот на влюбените да подготвуваме свечена програма во нашето училиште, која што ние ја нарекуваме љубовна чајанка. Водени од желбата и големиот интерес на учениците, професорката Куновска вели дека и понатаму ќе се организираат вакви и слични активности во нивното училиште, се со цел да се покаже иновативноста на учениците.
Специјалното јавно обвинителство денеска преку пресконференција го објави првиот предмет по кој ќе постапува. Титаник под ова име отворената истражна постапка против Осумина за злосторничко здружување и повреда на изборниот процес во 2012 година. Ваква одлука на специјалното јавно обвинителство за многу мина е очекувана, бидејќи она што денес беше соопштено на пресконференцијата пред една недела на средба со граѓани го најави лидерот на СДСМ Зоран Заев. Следуваат останатите вести од Македонија. Околу 74.000 електронски здравствени картички се уште се наоѓаат во подрачните единици на Фондот за здравствено осигурување на Македонија. На јавниот повик, граѓаните кои имаат поднесено барање за добивање на ваков вид на здравствена легитимација да се јават во подрачните служби се одзвале само 33.154 граѓани. Подигнувањето на електронските здравствени картички се врши на шалтерите во подрачната служба на Фондот. Сите потребни информации за електронските здравствени картички граѓаните може да ги добијат во подрачните служби на Фондот или на бесплатниот телефонски број 0800 33 222. Министерството за транспорт и врски објави јавен повик за изработка на 6 идејни решенија за изградба на објекти со намена за индивидуално домување. Типските куќи треба да бидат со големина од 50, 70, 90, 110, 130 и 200 метри квадратни. Заинтересираните архитекти и архитектонски бироа се должни да ги достават своите авторски дела најдоцна до 16 март. Прва награда за најдобро идејно решение во висина од 100.000 денари. За второ наградениот труд се предвидени 40.000 денари, додека третата награда е во вредност од 20.000 денари. Во Пакистан уапсени 97 екстремисти. Грција има потреба за рестрикции од околу 9 милиарди евра. Од 3 до 6,5 илјади борци на терористичката групација Исламска држава се кријат на територијата на Либија. Ова е свето денеска. Во Карача, пакистанските власти уапсиле 97 борци на Ал-Каеда и на групата Лашкар-е-Џангви, вклучувајќи и тројца нивни команданти, и спречија планиран напад врз затвор кој имал за цел ослободување на убиецот на американскиот новинар Даниел Перл. На пресконференција, генерал подполковникот Асим Ваја денес изјави дека апсењата се извршени од армијата изминатите неколку недели. Уапсените учествувале во голем број напади врз бази на пакистанското војно-воздухопловство, врз аеродром и објекти на полицијата. Неколку мина од уапсените екстремисти го подготвувале бегството од централниот затвор на Хајдрабад на Халид Омар Шеик, кој во 2002 година го киднапира и уби новинарот на Wall Street журнал Даниел Перл. Од 3 до 6,5 илјади борци на терористичката групација Исламска држава се кријат на територијата на Либија, изјавил специјалниот представник на генералниот секретар на Обединетите нации во Либија Мартин Коблер. Овие податоци тој ги објавил за време на средбата во Мадрид со ВД министерот за надворешни работи на Шпанија Хозе Набуел Гарсија Маргаљо. Ситуацијата во Либија е мощно хаотична, вели представникот на меѓународната организација, кој нагласил дека борбата со Исламска држава во Сирија ги принудува терористите да бегаат во Либија. Додава дека колку е поголем притисокот врз Исламска држава во Сирија, толку повеќе џихадисти бегаат во Либија. Коблер ги повикал либиските политичари да ги извршат своите обврски за формирање на влада на национално единство. Директорот на Меѓународниот монетарен фонд во Европа Пол Томсен на својот блог напишал дека Грција има потреба за рестрикции од околу 9 милиарди евра. Рестриктивните мерки ќе треба да бидат прифатени од Грција до 2018 година и во нив неизбежно е и намалување на пензиите, смета Томсен. Тој нагласил дека планот, направен на претерано оптимистички предвидувања, може да појави стравување за Грекзит, напуштање на еврозоната и да ја придуши инвестицијската клима. Грчката програма за спас на економијата
предвидува првично зголемување на бруто домашниот производ од 3,5% во 2018 година, но Пол Томсен тврди дека ќе бидат неопходни мерки во размер од 4 до 5%, односно 7,2 до 9 милијарди евра. Во текенат преварот меѓу актуелниот македонски кошаркарски шампион МЗТ Скопје и Задар од Хрватска. Ракометарите на Вардар поразени од Рајнекар. Кошаркарите на Оклахома славија на домашен терен против Нью Орлеанс на синокешниот дуел во НБА лигата. Во продолжение вестите од спортот. Минимален пораз за македонскиот ракометен првак Вардар на гостувањето кај Рајнекар во Франкфурт на надпреварот од 11-тото коло во Лигата на шампионите. Силниот германски тим со 28-27 го совлада македонскиот шампион. Матијаш Брумен во самата завршница од мечот имаше прилика да им донесе реми на црвено-црните, но не беше доволно прецизен, па фаворитите ги однесоа победничките поени. Вардарци остануваат на петтата позиција на табелата во Б групата со 3 бода помалку од Рајнекар и еден од унгарски Пик Сегет. На првиот дуел од оваа конкуренција Кристијан Штат на домашен терен одигра нерешено 35-35 со Киелце. Преостанатите два меча се играат во недела, кога ќе се сретнат Монпелје Барселона и Пик Сегет Колдинг. Тимот на македонскиот интернационалец славеше против Мезоковежди. Чурго победи со 26-24 на ова незгодно гостување, предводено од поранешниот селектор на Унгарија Ласко Скалички. Дарко беше дел од тимот на Чурго на овој дуел, играше и во нападот и во одбраната, успеа да постигне 3 голови, додека најдобар стрелец беше несудениот пелистерец Стефан Чавор, кој даде 6 голови. По 19 одиграни кола, Чурго се наоѓа на петата позиција на табелата, што гарантира играње во плейоф од мечовите за титулата. Екипата на Црвена звезда им се врати на победите во кошаркарската лига и во преполниот Пионир ја совлада Хрватска Цедевита со убедливи 94-74. Српскиот тим во минатото коло загуби на гостувањето кај Дарушафака, но на домашно тло убедливо ја забележа четвртата победа во најквалитетното европско кошаркарско надпреварување. Црвено-белите беа одлични во сите 4 периода, а главната разлика ја направија во првиот и последниот период. До победата Црвена звезда ја водеше одличниот Квинси Милер со 22 поени, а втор стрелец беше Василije Мицик со 14 поени. Кај Цедевита најмногу се истакна Джейкоб Пулен со 20 поени, а Миро Билан додаде уште 17 поени. Кошаркарите на Оклахома славеа на домашен терен против Нью Орлеанс со убедливи 121-95, иако на самиот старт Оклахома го контролираше резултатот, сепак прашањето на победникот на мечот беше решено во трите периоди, кои домашните го добија со 33-21. Последната четвртина беше само формалност за конечна победа на Оклахома. Најефикасни во победничкиот тим беа Вестбург и Дурант со по 23 поени, додека за гостите Ентони Дејвис постигна исто така 23 поени. На вториот надпревар кој синоќа се играше во НБА лигата, Милвоки славеше против Вашингтон со 99-92. Најефикасен во победничкиот тим беше Мидлтон со 27 поени, дополнети и со 9 асистенции. На спротивната страна Бил запиша 19 поени. Шпанската компанија Дорна и Светската федерација на мотоцикли официјално го потврдија распоредот за престојната 68 сезона поред во MotoGP. Покрај 16 тркачки викенди потврдени кон крајот на минатата година, постигнати се договори за уште 2 трки, и тоа во Брно, Чешка и Херес, Шпанија. Тестирањата се започнати, а стартот е на 20 март, кога ќе почне првата трка во Катар, која традиционално се вози
Хози Ноке, потензичната завршница на минатата сезона, Лоренцо ќе ја брани титулата, чии претенденти се и Марк Маркес и неговиот совозач во Ямаха, Валентино Роси. Во текот на викендот кој што ни предстои не се очекува некоја позначителна промена на времето. И понатаму ќе продолжи облачното и врнежливо време. Температурата ќе се движи од 8 до 11 степени. Еве ги деталите. Тоа беше се во централното издание на Дневникот. Останете со програмата на К1 телевизија, следува емисијата посветена на занаетчиството, минато, сегашност и иднина. Пријатно!